присутни. Причината поради која сме присутни во ваков состав е едноставната тема. Знаеме ли каде оди нашиот отпад? Ова е само дел од ангажирање за подобрување на јавната свест и културата на урбано живење. Учениците од училишта сега созреваат до поконкретни сознанија врз основа на што ќе ги донесат одлуките за нивното понатамошно усовршување, професионална ориентација. Несомнено, управувањето со цврстиот отпад и рециклирањето подразбира ангажирање на повеќе науки и вештини. Постапувањето со комуналниот отпад, кој доминира во Скопје, представува сложена целина која мора да функционира сигурно и постојано 365 дена во годината. Можеби некој од вас тука ќе го најде својот предизвик за иднината. Ако не, тогаш сите ние ќе излеземе побогати со знаење и искуство, кое несомнено може да ни користи. Очекуваме дека и на овој начин ќе допринесеме за почисто и поубаво Скопје. Денес е во тек реализацијата на еконастанот на кој комунална хигиена заедно со вашето училиште Григор Перличев го организираме, а опфатена е школската популација од основните училишта во градот. Од досегашните искуства, токму младите генерации најдобро ги прифаќале еколошките пораки, а потоа своите сознанија им ги пренесувале и влијаеле на возрастните. Комунална хигиена Скопје и понатаму ќе настојува да осмисли уште подобри и поинтересни методи на едукација, кои најдобро ќе принесат најважната порака, а тоа е дека чистотата на нашиот град е наша заедничка грижа и заедничка иднина. Благодариме. Let's
hoćete. Pogledajte me mene, koliko je vesela moja obleka. Odam i šuškam. Sekoj proizvod bi sakala da go ponesam. A za moята tajnost и да не зборувам, ќе ме начивјам и двете. Вечна сум. Ха-ха-ха. А моите роднини, вистински манекенки, облечени во тонови по најновата мода. Се фалиш со своите мани. Што се однесува да боите? Се гледате дека ништо не знае за нас. Хартиите не имало повеќе бои и видови отколку вас, пластиките. Така ли е, деца? Кажете му на ова кесиште колку разни бои има само во вашето блокче со колаж хартија. А да те прашам, дали воопшто си влегла во цвеќарница? Не. Се разбира, такви како тебе таму не цигнале. Свините аранџмани се виткаат во моите креп сестрички со највеселите бои на светот. А ти пак со што ќе се пофалиш? Јас? Мене ме прашуваш? Па малку е нескромно, но мислам дека во секој поглед сум подобро од тебе. Јас со зборови не се фалам, делата ме красат. За какве дела, за какве чуда зборуваш ти, платнено кесе? Со што ќе се пофали парталка како тебе? Само ти имаш добро мислење за себе. Јас, ако сакаш да знаеш, обстојувам со векови. Секогаш си му прилака на мојот собственик. Тој се гордее со мене. Со гордост ти се префалам дека излегов од ковчегот на баба ми за да сторам нешто за овој свет кој што се дави во ѓубре од такви како тебе. Како се осмелуваш да ме навредуваш? Прочитај околу па ќе видиш. Твоите разнобојни партали се мафтаат по сите грмушки и гранки. Оној кој природата ја пуши и труе не може да биде наш пријател. Најдобрата наша карактерна особина е што лесно се рециклираме и поменуваме од еден во друг. Корисен вид. Ја победивте мојата гордост. Признавам дека сум таква, но ајде да најдеме решение за мене како проблем. Ајде, дечиња, заеднички да побараме решение за пластичните кеси.
Здраво! Здраво! Дали вие мислите дека ова што го правите е културно? Па, ова што го правите не е културно. Дали вие воопшто знаете што е рециклирање? Што е тоа рециклирање? Јас првпат го слушам тој збор. На мене не ме гајле за рециклирање. Па рециклирање е обратен процес од кој некои материјали се преработуваат и се добиваат нови кои повторно не користат и не загадуваат околината. А каде да ги оставиме овие? Можете да се обратите кај овој господин ќе ви објасни се. Каде да оставам лименката? Лименката слободно фрлете во контейнерот за лименки. А тетрапакот? Тетрапакот во контейнер за хартија. А пластичното шише? Пластичното шише во контейнерот за пластика. Има и контейнер за стакло, но вие дека немате стакло да не фрлате тамо, но ако имате тамо да фрлите. Догледам. Мислам дека е добра поставки сме. Да, се вратив. Мамо, многу сум гладен. Провери во фрижидерот, имаме многу избор. Јас да не станавам, имаме гостинка. Добро, мамо. Овој поттокал си ја сменил бојата, а сирењето смрдело се. Мамо, ајде да го фрлиме овој отпадок во канта. Не деба така гора, сине. Има многу гладница во светов. Еве, мојата другарка работи во една од тие институции. Добро. Да го наставува има деца без родители кои немаат храна и немаат што да јадат. Ако сакате можам да ве однесам во една институција каде што ќе ви објаснат нешто. Да, ајде да одиме. Добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во банката за храна. Храната што е расипана ја обработуваме и ја издаваме како вкусна и здрава храна. Потоа ја даваме на лицата што немаат услови за храна. Ние би сакале да донираме храна за тие лица кои немаат услови. Слободно можете да донирате храна, вратите за сите се отворени. Фала, добре. Старите си вестници, кутии
изгореван лад, сегде бетон, прав и чат, мртви реки и пуст брег, кисел дожд и црн снег, катран воздух, селов град, тешко дише, стари млад. Еко, звонот на глас бие, што сторивте луѓе вие, од земјата мајка ваша направивте црна каша.